вели Евто? Вели? Ај кажи, сакаш нешто? Што си дошол, а? Пари бараш на заем? Не знам како да почнам, чорбаджи. Јас сум сирак. Затоа сам дојдов. Чорбаджи. Јас и Калина знаеш што ти се милуваме од малечки. Јас, неа таа мене. И јас дојдов да ја побарам раката на Калина. Ако ми ја дадеш, ќе ја чувам како јајце Божијаче. Ете, толку имам за кажување, чорбаджи. Јас немам многу за кажување, зашто морам веднаш да ти кажам дека мојата ќерка ми јадевам за тебе. Зашто го немаш она, што го барам за себе. Може и можам да подсоберам, чорбаджи. Еве, ќе подсоберам од роднини, пријатели, сетне ќе враќам. Колку бараш, чорбаджи? 50. Што 50? 50 златници. Што ме таква работата, јас веднаш да трнам и да си одам. Толку пари, чорбаджи, јас не можам да соберам. А рамија да се сторам, толку пари не можам да соберам. Не знам со којом си тргнал, си дошол во чорбаджиска куќа да бараш мома од богата куќа. А? Кога си знаеш дека си посиромав од сиромасите? Хајде, оди си со здраве. Не ни било пишано, Калина. Татко? Во вакви прилики керките зборуваат само ако ви прашаш нешто. А јас ништо не те прашав. Затоа молчи, молчи. Ако не те дава субаво, дојди бегалка со мене. Не бидува бегалка да се сторам. Подобро ќе биде да се помачиш малку. Да почекаш, да подсобераш некоја пара па да дојдеш. Времето си врви, Калино. Да имав некоја пара да причекам. А со мојава сиромаштија ќе остариме додека ги соберам тие пари што ги бара татко ти. 50 златници се, 50. 50 години ќе ми треба додека ги соберам тие пари. А може и не мислеше така. Навистина тоа се многу пари. Може рече така за само и само да не ме бараш веќе. А да одам на туѓина, на печалба. Ќе ме чекаш? Јас ќе те чекам. Ама татко дали ќе чека? Ами ако дојде некој со 50 златници. Знаеш што ти не ќе смеам да кажам дека не сакам. Од сите моми во местово, кај тебе ми отиде и окото и срцето. Знам дека сум сиромав. Знам дека нема да те дадат за мене и ете пак не ми иди умот. Ами мене кај ми одлета умот. Та од сите богати ергени кај тебе ми отиде душата. Туку Господ сакал да тагуваме, не да се радуваме. Јас сум со тебе и во твојата сиромаштија, ама знаеш дека е ред да си има благослов од татко. Знам, Калино, знам. Се знам, само едно не знам. Како да смислиме да бидеме заедно? Се сетив. Пред некое време умре еден мој чичко. Не знаев дека си имал чичко. Не живееше овде, живееше во соседното село. И од кога умре татко ми, никогаш не сум пошел да го видам, затоа не знаеш. И на закопнината. Касно ме викна и не отидов. А што ти такна сега на чичко ти? Па сега се сетив, оти тој беше сам. И се она што имаше сега ми останува мене. Жена му умре млада. Деца немаше,
А може има нешто што е вредно за продавање? Куќа, стока, а може и некоја жолтица? За ова се вели, не умре магаре до зелена трева. Магаре, а може да има и некоја магаре? Оди кај ќе одиш и врати се побргу да мислиме што ќе правиме. Така не бидува да си се разделиме и да си се прежалиме. Ова уште еднаш када не си ми го кажала. Ајде сега, треба да си одам. Оти татко ќе се врати, ќе вика по мене. Секој ден го лажам, те сум кај некоја другарка, те сум на чашма, а знаеш каков е лесно не се лаже. И да знаеш, не ме барај зашто нема да сум тука. Ти вистина ќе одиш таму? Ќе одам, Калино, ќе одам, зашто знаеш како велат. Тој што се дави и за сламка ќе се фати. А јас ќе се удавам ако не сум со тебе. Ајде сега, оди и побргу врати се. Јас морам да се вратам дома. И да ме чекаш. Ќе се најдеме кај чешмата. Еј, што се чудам. Знам дека беше сиромав. Ако се беше збогатил, ќе дознаевме. Бабо! Бабо, ева навака да те опитам нешто. Добар ден, баба. Кој си ти и што бараш овде? Полека, бабо. Ако бев дојден да крадам, немаше да те викнам, туку ќе се скриев некаде. Не те прашав тоа, синко. Те прашав кој си и што бараш овде? Јас сум внук на човекот што живееше во оваа куќа. Сум доаѓал овде како малечок. И сега дојдов да видам што останало после неговата смрт. Нели тој нема деца, па сега се во ова е мое. Синко, ако си дошол за тоа, бргу ќе си одиш. Нема што многу да се гледа, Нема тоа. Гледаш, не остана многу. Тоа што го гледаш, тоа е. И некоја нивче остана, посно нивче, така. Ама има по полето. За нивче, ако сакаш да продадеш, јас и стариот мој сакаме да купиме едно нивче. Еве, овде први соседи сме, во оваа куќа сме, сакаме да купиме едно. Не знам сега тоа, бабо. Не знам дали чини сега греота и срамота после неговата смрт, одма да почнам јас со продавања и... Не знам, ајде, ќе размислам, па после... Арно велиш да размислиш. А кога ќе размислиш, ако решиш да продаваш, тука сме, еве, први соседи сме, оваа куќа е наша. Дојди, побарај, не, едно нивче сакаме да купиме. Така. Оди разгледај си. Еј, дете! Ќе заборев да ти кажам. Чичко ти. Има едно магаре. Туку речи бело, кој ќе го видиш. Не, овие се мој. Не. Туку речи бело е кој ќе го видиш. Побарај го, греота е. Тоа нема да умри за јадење, пасе, тревичка, ама си бара и зопче, и жице, и...
Побарај го. Греота е Знам, да не умри. Земи го ако сакаш, а може и да го укради некој. Убаво Поба- што ми кажа, баб. Убаво, Побарај. ајде. Ќе го побарам. Да го побарај. Гладна си ти, а? Сега ќе ми ти дам и житце да си каснеш. Така. Сега, ти чекај ме тука, а јас ќе ти донесам нешто да зобниш. Ај. Уш, чукш, бре. Оу, јава, ај. Не сакаш да јадиш, а? Тагуваш по господарот твој. Ајде јади. Ајде, зобни. Што му е на магарево мајката? Знам вистина, магарињата се и наетливи, ама ова па да не сака да јаде. Абе ова, види го, и мафта со главата, и со ногата тропка. Ова како да сака да ми каже нешто мене. Абе јас сум побудала и од магарево. Сакало нешто да ми каже. Како не сакало, магаре е тоа, не е човек. Погледи, еве, пак удира на истото место и ме гледа. Море ќе земам јас една лопата или копач и ќе почнам да копам на тоа место. А може вистина таму има нешто закопано? Кажи ми, има ли нешто во дупкава? Или бадијава се трошам и снагата и силата. Абе, јас сум будала, Правам муабет со магаре. Не токму. Чекај. Ма не. Еве. Како да ми кима со главата и како да вели има. Копај. Или сака да ми каже оти сум нетокму. Ох, Калино. Што не ќе направам само да те земам. Сега дури и камења ми треба. Малку ми беше земјава. Абе, ова не ќе да е камен. Ова е некоја кутија галиба. Златниците на чичко ми. Бе, ова е празна. Писмо. Ако бидеш умен, ќе го најдеш тоа што го бараш.
Сега оди на другиот крај, таму копај. Другиот. Ќе одам, чичко, ќе копам, како не? Ти само кажи, јас имам време за копање. Пу! Ајде да копам. Го најде тоа што го бараше. А уште не знаеш. Ги најде златниците. Сум ги нашол златниците. Абе, овај си игра како не токму со мене. Златници. Шипинки најдов. Да станам и да си одам, а за ливадите и нивите друг пат ќе му ја мислам. И да ги продавам сега што ќе ми се. Толку пари не можам од нив да соберам. Добар ден, синко. Добар. Гледам си се разработил рано, па сакав да те прашам шо преш, како си, арен? А? Ударен по арен. И ти ударно да не куртулиш. Арно, гледам. Ама некако копањево не ти е со ред, некако гледам тука така копано, па таму копано, онде. А ти да не бараш нешто? Го бараш златото од чичко ти, а? Што зборуваш, бе, човеку, а? Какво злато, бре? Слушај, ај остај ми да си ја довршам работа, ај врви си го патот, ај јас да си го врвам, друг пат ќе докопам. Си имам други работи. Но што се велам, кога си фатил вака да копаш, барем да си копаш со ред. Сетне можеш и нешто да си насадиш, ќе даде Господ тоа земјата, знаеш како е, таа си дава, си раѓа, а барем аерот на копањето да му го видиш. А јас да ми ти кажам нешто тебе, а? Шо бе? Ај да си го врвиш патот и да ме оставиш на рад. Твој ум не ми треба и така умот од глава ми е излезен. Арно, па ти не лути се толку. Друг пат кога ќе дојдеш да се јавиш, оти сакам да го купам она нивчето, на малото, знаеш, нивчето шо е. Абе, така, бабата ти кажа оти за тоа правиме му? Арно бе, Арно. Ми кажа се бабата. Друг пат кога ќе дојдам ќе те побарам. Ајде. Ајде, и слушај, да ти кажам, ова кој си фатил вака, барем копај со ред, ќе си насад. Знам да и да посадам, ќе роди, сето ќе го продам, ќе земам пари, ај гледај се работа. То, ајде со здравје, ајде. Ај, беља работа, бе, ај ја да си одам по патот овдека. А, вистина, имам ископано. Додам да земам расат, боцни ваму, боцни таму. Ако роди род, арно, ако не нема да сум одзиен, а? Така ќе направам. Ќе одам сега и расат да побарам. Боцни ваму, боцни таму. Што знаеш што ќе излези?
кутии и котивчиња и сите празни. Побудало и од магарето излегов. Се заради тебе, мори Калин, се заради тебе. Одумне ми излегуваш од кога го кажа татко ти тоа што го кажа. И се си мислам Господ ќе се смилува и ќе ни помогне некако. А магарето? Што стори со магарето? Што стори со магарето? Го зедов со мене. Прво сакав да го оставам таму како што бев луд, па после се нажалив и велам, ај, го зедов. И сега? Што ќе правиме? Не знам. Ти кажи што да правиме. Еве, јас вистина не знам. Јас тоа што го бара татко ти од мене го немам. А за друго не сака да слушне. Еве да почекаме уште некое време, па пак да одам кај чичковата куќа да видам да продадам нешто ако има што да се продаде и не знам колку пари ќе земам за тоа. Само магарето да не го продаваш. Се ми се чини како да сакало нешто да ти каже. Може во него ни е среќата. Ама и ти не знаеш веќе што зборуваш. Во магарето ни била среќата. Мора да му се пукнам во среќата магарешка. Јас ти велам да не го продаваш. Добро, нема да го продадам. И да го продадам, што, колку пари ќе заработам од него? Пак нема да ни завршат работа. Вака поарно ќе си го гледам и ќе си ја бркам работата со него. Ајде сега да си одиме по дома и да се молиме да не дојде некој со 50 златници. А утре, пак на истото место, ама не тука. Горе. Бидува. Добар ден, дедо. О, добар ден, бе, синко. Кај си ти? Абе, загина. Рече ќе се вратиш, нити се врати, нити абер, нити пиша, ништо, а? Си имав мака, дедо. Не можев таму, ваму, на секој... Слушај, за тоа нивчето. Кажи. Ако сакаш да го купиш, уште да ти го продам. И ако имаш некои луѓе што сакаат да купуваат ниви, се да продам. Велиш? А. Ќе продаш. Арно, бе, арно, ај. Види, оди ти до куќата, до кај мене. Кај бабата, јас ќе дојдам, еве, да соберам дрва, ќе дојдам. Добро. Ајде, ој, Арно. ќе видиш таму куќата сред сел. Знам која. Знаеш која? Знам таа спроти нашата. Ето. Така. Ајде. Ќе ја познаеш. Абе, јас од мака галиба и куќата јас грешив. Не, таа е. Што чудо ќе беше ова? Не помина многу време, а дрвава пораснале. И род родиле. Род за 10 бавчи. Леле. Магаренце, сега јас тебе ќе ми те врзам да си зобаш. А јас ќе соберам плодовиве. Сетне ќе те натоварам и сетне заедно ќе одиме на пазар. Ќе си ги продадеме. Леле, што пари ќе спечалиме. Ете ги златниците на чичко ми. А и ти си било многу умно магарче. Копни ваму, застани копни таму и... Добар ден, бабо. Ау, добар ден, синко, добар ден. Весел си ми нешто, а? Насмеан си нешто, а? Се израдува кога си ја виде бавчата, а? Полна со плодови, синко, полна со плодови. Полна, ама вие со дедото знаевте за оваа работа, а? А затоа стариот мене ми рече, немој така да ја оставаш ископана бавчата, да си ја насадиш.
Па, знаевме. Знаевме, да ти кажам. Знаевме зашто Чичко ти ни кажа. Тој таков аманет не остави. Така да ти кажем. Рече, ако ја продаде куќата, што аер ке види? А вака, ако работи, ако роди, ако продава, и куќата ќе остане, и пари ќе си земи, и така излезе, така е. А добро, а магарето? Магарето откај знаеше? Магарето... Не знаеше магарето ништо да ти кажа. Магарешка работа. Застани овде, копни си, застани таму, копни си. А ти мислише, кутиите празни ти ги кажува, а ние за кутиите знаевме, Чичко ти ни кажа. Фала ви многу, бабо, за добрината што ми ја направивте и за умните совети. Сега, ако даде Господ да излези секако што треба, да си ја земам моја калина и за кумови ке ве канам. Вистина. Кумови. Арно, синко, арно. А за ова, за нивата? За нивата лесна работа, а Милели треба на кумовите дар да се даде. Еве нивата од мене. Леле, толкав дар, синко. Ама пак и кумовите треба дар да дадат. Вие веќе ме дарувавте, кумо. Ако си решил така, кога ќе се жениш, со карта вино да дојдеш, јаболко на картата, со парички, со китка и да не поканиш како што е ред. Така ќе направам. Ај сега, со здравје и со убаво си. Со здравје, бабо. Кума! Кума! О, дали ќе можам да играм? Сега можам да ти ја дадам керка ми. Повели. Ама не се 50. Немам толку чорбаджи. Дојдов да те замолам ако сакаш да ме причекаш, да присоберам, да не ја даваш никому другем. Ако, синко, ако, нека се толку колку што се. Ама мило ми е оти ги заработи со ум и со добрина. Таков зет сакам, таков, а не како некој што чека од небо да паѓаат печени колбаси. А ти ги направи и едното и другото. Затоа бакнете ми рака и благословени да сте.